Добро дојдовте во урбаните вести. Овој викенд на 8 и 9 април пред поголемите супермаркети на територијата на општина Карпош ќе се спроведе хуманитарната традиционална акција да бидеме хумани за нашите соседи. Ова акција која е од огромно значење за семејствата од Карпош, кои се наоѓаат во потешка материјална состојба, се спроведува 3 пати годишно пред великденските, пред божикните празници и пред деновите на општина Карпош. Светскиот ден на здравието годинава посветен на депресијата. Јубилејно 10-то издание на театарскиот фестивал Лица без маски. Опремена нова лабораторија по електротехника во училиштето Михајло Пупин. Основното училиште Тихомир Милошевски од Ѓорче Петров, првак на надпревар за млади техничари. Со ајвар, лутеница, сирење и вино, Македонија се промовира на саемот во Мостар. Одлична забава и гратис летување во Турција на штандот на Fibula Air Travel. Економската немоќ, невработеноста, лошата состојба на некој близок се едни од причините кои доведуваат до депресија. А во Македонија речиси 50% од популацијата страда од почетна депресија. Граѓаните денеска имаа можност да се информираат за причините и последиците од депресијата на пунктот кој здравствениот дом го постави на плоштад Македонија. По повод Светскиот ден на здравието 7 април, што годинава е посветен на депресијата, јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје постави пункт на плоштад Македонија за информирање на граѓаните за помош при депресија. Депресија, ајде да разговараме, гласи овогодинешното мото на Светската здравствена организација за Светскиот ден на здравието. Депресијата е болест, а не слабост на карактерот и се карактеризира со чувство на постојана тага и губење интерес за работи што инаку ги сакате да ги правите, придружени со неспособност за извршување во период од најмалку 2 седмици. Депресијата може да се лекува со помош на терапевтски сесии и на разговор, или со антидепресанти, или па комбинација од двете. Според доктор Весна Поповска-Зотовска, економската немоќ, невработеноста, лошата состојба на некој близок се едни од причините кои доведуваат до депресија, а во Македонија речиси 50% од популацијата страда од почетна депресија. Реактивната состојба на тага може би предизвикана од економската немоќ, од невработеноста, состојба на болест на некој близок кој емотивно го погодила човекот. Разни причини има во моментот, меѓутоа мислам дека кај помладите економската состојба повеќе ги засега. Па мислам дека 50% би можело од популацијата брво почетокот ако се препознае. Значи необјаснивата тага не значи дека е депресивен болест, да се прогласи дека е депресивен. Меѓутоа сепак треба да се обрати внимание во тие моменти и тогаш процентот би се зголемил. Ова население сепак помал се бара помош колку што е потребно од психијатрите. Сметаа дека можат во почетокот сами. На пунктот граѓаните имаа можност да зборуваат со здравствените работници и да се информираат за причините и можните последици од депресијата, како да ги препознаат симптомите и каде може да побараат помош. Семејството, пријателите и колегите исто така може да се информираат како да им помогнат на лицата со депресија. Мислам тие што ги препознаваат и што имаат потреба да се јават на лекар тие, за да им кажат што е и како е работата, нели? И да си бараат чаре. Па се жалат луѓе доста. Има доста луѓе што се жалат од депресија. И јас секогаш ги советувам да се јават во оваа здравствена установа која е за тоа надлежна. Целта на кампањата Депресија, ајде да разговараме е што поголем број луѓе кои имаат симптоми на депресија да побараат на времена помош. Светската здравствена организација годинава посебно внимание посветува кај лицата кои се најосетливи, како што се адолесцентите и младите луѓе, жените во репродуктивен период, особено после породување, како и старите лица. Според проект на Министерството за здравство, Здравствен дом Скопје од декември 2014 година, во 5 поликлиники има отворено центри за депресија, кои работат по еден ден во неделата во период од 15 до 20 часот. Во центарот работи тим од специјалист, доктор, психијатар и медицинска сестра. Досега во центрите за депресија услуга побарале 324 лица.
Во рамките на јубилејното 10-то издание на фестивалот Лица без маски ќе бидат изведени 7 представи на сцените на театар комедија во Домот на армијата на Република Македонија и на малата сцена во Конгресниот центар Александар Македонски. Представите се критички и кореспондираат со суровата реалност во која живее современиот човек насекаде во светот. Под мотото "Остави трага" утре започнува 10-то јубилејно издание на интернационалниот театарски фестивал Лица без маски во организација на независната продукција Театар 007 и Конгресен центар Александар Македонски. Селекторот на фестивалот Игор Ивковик истакна дека на годинашниот интернационален фестивал Лица без маски ќе бидат одиграни 7 представи кои се, како што рече, критички и кореспондираат со суровата реалност во која живее современиот човек насекаде во светот. Ивковик појасни дека на фестивалот представите кои се во главната надпреварувачка програма се движат на линијата на орвелизмот и кавканијанството, кои се одействуваат со дистопијата која Орвел ја пишувал во неговите романи, а денес станува реалност. Во однос на програмата, водејќи се од концептот и начелата на фестивалот дека тоа треба да бидат независни професионални театарски продукции кои што негуваат алтернативен и експериментален предзнак, годинава на наше огромно задоволство имаме представи кои што се критички, кои што кореспондираат со суровата реалност, ке нагласам, во која што живее современиот човек без разлика на која страна од светот. Представите кои што се во главната и официјална надпреварувачка програма се движат на линијата на орвелизмот, кавканијанството. Мислам дека тоа се два автори кои што за жал соодветствуваат и кореспондираат во она дистопија која што Орвел ја пишува во неговите романи, а денеска станува за жал реалност и не само кај нас во Македонија станува збор и затоа што го гледаме примерот низ представите кои што ги имаме дека тоа се случува насекаде. Директорот на фестивалот Миодраг Костик информира дека за оваа година добиле околу 80 апликации, од кои селектирани се 7 представи, а ќе се изведуваат на повеќе сцени. Отварањето е на сцената на Драмски театар, а ќе се користат и сцените на театар комедија, Домот на Арама и малата сцена при Конгресниот центар Александар Македонски. Представите ќе се изведуваат од 20 часот, додека во деновите кога има по 2, вторите ќе се играат во 22 часот. Оваа година фестивалот ќе го отвори Снежана Конеска Руси, а ќе бидат доделени и 3 награди: за најдобра представа, Гран При, за режија и за најдобра актерска игра. Овогодишниот фестивал се случува под мотото "Остави трага". Во изминатите 10 години се надеваме дека ставивме трага во културното живење на Македонија и Скопје пред се. И дека и понатаму се обраќаме до сите оние театарски работници, до сите оние кои што културно творат, да остават трага во сето она што го работат во своите сегашни и ини проекти. Представите ќе се изведуваат на повеќе сцени. Отварањето е на сцената на Драмски театар, ќе се користи сцената на театар комедија, Дом на Арама и овој простор тука во Конгресен центар Александар Македонски мала сала. Во септември оваа година, според организаторите, ќе биде издадена монографија во која ќе бидат прикажани сите учесници и освоени награди на фестивалот во кој досега учествувале околу 80 до 100 представи со над 2000 учесници. Учениците кои новата 2017-2018 година ќе започнат во средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин, ќе имаат можност практичната настава да ја усовршат во несовременна електротехничка лабораторија. Лабораторијата е потпомогната од град Скопје и од бизнес секторот. Државното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин е во постојан процес на обезбедување на соодветни услови за стекнување на квалитетно образование на учениците. Учениците кои учебната 2017-2018 година ќе се запишат во средното електротехничко училиште на град Скопје, ќе имаат можност по несовремени услови и во несовремена лабораторија да ги стекнат своите знаења. Лабораторијата по електротехника, која што ја презентираше директорот на училиштето Евтим Пеовски,
Македонски е финансиски подпомогната од градот Скопје како и од бизнис секторот. Идејата за подготовка на една ваква лабораторија, како што посочи Пејовски, произлегла по направените анализи и потребата која се чувствува за подобрување на практичниот дел од наставниот процес. Целта на лабораторијата по електротехника е да се подобри квалитетот на образованието, уште во стекнувањето на основните знаења поврзани со електротехниката. Идејата на ова лабораторија практично произлезе од анализата на воспитно-образовниот процес токму по овој наставен предмет електротехника, кој што е базичен предмет во струката. Со цел да го подобриме значително квалитетот, ние одлучивме да инвестираме со помош на градот Скопје, со помош на бизнис секторот, да дел од средствата, значителен дел од средствата вложиме во опремување на еден современ, би рекол, модерен кабинет, кој што ќе овозможи реализација на активна настава, што всушност значи ученикот да биде вистински субјект во воспитно-образовниот процес, да гради своји мислења, да прави анализи и да носи заклучоци. Основното училиште Тихомир Милушевски од Скопје во екипен пласман го освои првото место со 1535 поени на 58-миот натпревар на млади техничари и природници, што се одржа во општина Ѓорче Петров. Организатор е Народната техника на Република Македонија. На натпреварот учествува ученици и наставници, ментори од основните училишта од Скопје, кои се представија со своји изработки и проекти по различни наставни предмети и дисциплини. Во Општинското основно училиште Тихомир Милушевски од општина Ѓорче Петров се одржа 58-миот поред натпревар на млади техничари и природници во организација на Народната техника на Република Македонија. На отварањето присуствуваше председателот на Сојузот на Сдруженија на техничка култура на Република Македонија Зоран Тодоров, кој го искажа своето задоволство што се домакини на натпреварот, а на учениците им посака успешно представување на своите изработки, проектни задачи и освојување на многу награди. На надпреварот учествуваа учениците и наставниците ментори од основните училишта на ниво на град Скопје, кои се представија со своји изработки и проекти по различни наставни предмети и дисциплини. Училиштето Тихомир Милушевски во екипен пласман го освои првото место со вкупно 1535 поени. Ова е место каде што треба да го покажеме вашето знаење, креативност и вашата инвентивност. Се надевам дека ќе бидете стимулација и мотивација и за другите ученици. Ова е сатисфакција за вашите родители и за вашите наставници, рече директорката на училиштето Анита Божиновска. Градскиот дувачки оркестар, составен од професионални музичари, како и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во недела во Градски парк на Школка ќе изведе едночасовен концерт. Градскиот дувачки оркестар кој работи при јавната установа Младински културен центар ќе одржи концерт во недела во 13 часот на Школка во Градски парк во Скопје. Концертот е планирано да трае околу 1 час, а ќе биде изведена богата програма. Меѓу композициите ќе се најдат My Way, Final Countdown, New York и многу други. Градскиот дувачки оркестар е составен од членови главно професионални музичари, како и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје. До сега има настапувано на речиси сите значајни манифестации, државни празници, најразлични настани, давајќи им свечена нота на истите. На репертоарот на оркестарот се наоѓаат дела на Дабшески, Милер, Харисон, Маккартни, Лей, Моцарт, Андерсон, Манкивина, Верди, Штраус и Ленон. Од 4 до 8 април во рамки на Мостарскиот сајм посетителите имаат можност да ги дегустираат македонските производи како јагнешко месо, традиционално овче сирење, ајвар, малиџано и лутеница. Македонскиот промотивен штанд е дизајниран во насока на препознатливост на Македонија, како земја со вкусна храна, природни убавини, богата традиција и добра дестинација за започнување и развој на бизниси.
Македонското квалитетно флаширано вино, јагнешко месо, традиционално овче сирење, домашен ајвар, луденица, малиџано се дел од македонските производи кои се дегустираат на националниот промотивен штанд во Мостар, Република Босна и Херцеговина, во рамки на Мостарскиот сајм што се одржува од 4 до 8 април. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство информираат дека интересот за македонските производи, чиј вкус традиционално е познат во овие простори, е многу голем и македонскиот штанд е еден од најпосетените на сајмот. Македонскиот промотивен штанд е дизајниран во насока на препознатливост на Македонија, како земја со вкусна храна, природни убавини, богата традиција и добра дестинација за започнување и развој на бизниси. Националната промоција ја организираат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, представници на македонските производители и Министерството за надворешни работи. На сајмот се представуваат преку 800 изложувачи од 30 земји. Во рамки на сајмот се одржува и дводневна конференција на иницијативата 16+1 помеѓу земјите од Југоисточна Европа и Народна Република Кина. Одлична забава со латино музика и доделување награди, летување во Турција и викенди во хотел Изгрев. Денеска приреди туристичката агенција Fibula Air Travel за посетителите на нивниот штанд на Скопски сајм. Голем број посетители на Скопски сајм денеска има одлична забава на штандот на туристичката агенција Fibula Air Travel. Кубанската група Сабор Кубана приреди одлична забава за присутните со одлична латино музика, а најголем интерес имаше за наградната игра која ја организираше Fibula Air Travel за посетителите на нивниот штанд. 8 најсрекни добија награди од агенцијата, односно беа доделени 6 награди за 7 ноќевања во Анталија, Турција за двајца и 2 награди викенд за двајца во хотел Изгрев. Услов за добивање на наградата беше извлечениот добитник да е присутен на Скопски сајм. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје најавува прекини во водоснабдувањето, како и во напојувањето со електрична енергија. Прекинато водоснабдување утре од 8 часот ќе имаат корисниците на улиците Славејко Арсов и во Станичка во општина Центар. Регионалниот центар за управување со кризи по известување на јавното претпријатие Водовод и канализација соопшти дека прекинот во водоснабдувањето е поради дефект на огрлица фи 80 мм на раскрсницата на улиците Славејко Арсов со во Станичка. Ивана Македонија пак соопштува дека во понеделник на 10 април заради закажани технички зафати без електрична енергија од 10 до 13 часот ќе остане дел од селото Ајватовци, објектот за производство на печурки во општина Илинден. Од 8 часот и 30 минути до 9 часот и 30 минути без струја ќе биде дел од улицата Руди Чајаваец, кулите 6 и 8 во општина Аеродром и во време од 8:30 до 11 часот без струја ќе биде дел од улицата Шарски одреди, броевите 1, 8, 16 и 18 во општина Центар. За време на викендот облачноста постепено ќе се намалува, што ќе резултира со пониски утрински температури. Дневните температури од утре полека ќе растат и веќе во недела ќе бидат над 20 степен во регионите на југоистокот. Повеќе детали околу временската прогноза во продолжение од МТМ Метео.
Поголемиот успех на едицијата Бајки од Македонија, која веќе го има своето второ издание. Сите љубители на пишаниот збор ќе може да уживаат и во новото ексклузивно издание. Од сега 4 бајки, Вејко Северко, двата цара, момчето што се скри во златното јаболко и девојчето и 12 месеци. Се во сет од тврд повес со нова атрактивна насловна илустрација, специјално изработена за ова издание. Новото издание на едицијата Бајки од Македонија беше промовирано во рамки на 29-то издание на меѓународниот саем на книгата во Скопје. Во рамки на саемот Бајки од Македонија доби награда за најдобро печатено издание, како и награда за најдобра книга за деца од Македонската асоциација на издавачи. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на МТМ телевизија. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма. Довидување.